Поразителни статистики на здравствените институции. Се повеќе млади луѓе ја губат битката во последниот коронабран, во кој доминира опасниот делта сој. Македонија и натаму е високо на листата на земји со најголема смртност на 1 милион жители. Четврта во Европа и петта во светот, што е полошо дури од предходниот пролетен бран, кога земјава беше шеста, а имавме и понад 40 на починати на ден. Пред нас во моментов се само Гибралтар, Босна и Херцеговина и Унгарија. Познавачите коментираат дека само вакцините не спасиле од поголема катастрофа, бидејќи токму имунизацијата спречила земјава да се искачи на врвот по бројот на починати од делта мутацијата. Професорот Дејан Трајковски во своите статистики бележи дека благодарение на вакцините леталитетот е намален за 3,52% од предходниот просек. Благодарение на масовната вакцинација, особено кај постарите од 60 години, врвот на смртноста е неспоредливо помал од предходните врвови, вели професорот Трајковски. Македонија во текот на есента со овој тренд ќе ги надмине Босна и Херцеговина и Унгарија, каде нема нагорен тренд и ќе избие на второто место во светот според вкупниот број на починати од COVID-19 на милион жители. Всушност, ако сметаме со пореалниот број жители, околу 1,8 милиони, ако не 1,5 милиони, тогаш Македонија уште од сега е на второто место во светот според кумулативниот морталитет, најважниот индикатор на несправувањето со пандемијата на COVID-19. Докторите пак признаваат дека младоста не штити од коронавирусот, но се уште немаат одговор на што точно се должи смртноста кај тинеџерите и адолесцентите и покрај тоа што овие луѓе немале никакви коморбидитети. Министерот за здравство Филипче вели дека смртноста кај младите е поголема затоа што тие имале повеќе контакти, а делта сојот полесно се пренесувал. Ние имавме и од оваа болест видовме починати помлади лица и претходно. И тоа е на вистина една страшна клиничка слика со страшни оштетувања на белите дробови, кои што најверојатно потекнуваат од тромбози на ниво на најмалите крвни садови на белите дробови, што е во клиничката слика на оваа болест. Вчера во Македонија битката со вирусот ја изгуби 15-годишно девојче од тетовското село Селце, што е и најмладиот пациент што починал од COVID-19 од стартот на пандемијата во земјава. На 25 август во тетовската болница почина и 21-годишно момче, за кое известија тамошните доктори. Но Министерството за здравство заклучно со вчерашната статистика не објави за ваков смртен случај во тетовскиот регион. Пред неколку дена битката со вирусот ја изгуби и 24-годишно момче од Ресен, кое се заразило на сопствената свадба.